Добро идете во студио за моите две гостинки, Искра Јанковска-Михайловска архитект и Ирена Цветковиќ од коалиција Маргини. Вие го сменивте името во меѓувреме, беше тешко изговорливо и запамтливо, но сега е во ред. Требаше и Менче Точи да присуствува на дебата, но има работа. Таа вчера доби награда за животно дело Крсте Петков Мисирков за незината новинарска работа, но и таа говореше и за улогата на жените во контекст на новинарството. Жена сум, сопруга, мајка и сакам да кажам да се тргнат стереотипите дека една новинарка не може да биде успешна, еве уочи утрешниот ден, 8 март, дека не може да биде успешна на секое поле, со многу труд, се е можно. Повод се разбира, ги споменав жените, повод е денешниот ден, тоа е ден на борците всушност, не на сите жени, туку на борците, жените кои се борци. Ирена Цветковиќ доаѓа од маршот, на денешниот марш за 8 март. Која беше пораката која се прати? Имаше проглас, имаше неколку барања. Добро. Дел од тие кои што веројатно и се најургентни е итно носење уште во понеделник на Законот за заштита и спречување на дискриминација. Носење на Законот за прекин на бременост и социјална заштита во форма во која што се предложени, а секој еден куп други барања кои беа дел од прогласот, а во насока нели на подобрување на состојбата и на правата на жените во Република Северна Македонија. Да, добро. Хелсиншки има исто така проглас, јас ќе прочитам неколку аспекти пред да почнеме да дебатираме. 5379 текстилни работнички пријавиле прекршување на работничките права. Во 51% од општините во Македонија нема пристап до основни гинеколошки сервиси. Тоа се само дел од тие бројки. Искра Јанковска-Михайловска вчера на Фејсбук имаше свој собствен проглас за како гласи. Еден наслов можам да ставам: феминистките во Македонија треба да си бараат преквалификација. Така започнува. Да, само да ја кажам поентата, па ќе дебатираме. Јас си го славам 8 март, нашите баби се избориле за сите женски права и слободи за кои феминистките уште се борат, нашите мајки, и ние тие права си ги уживаме секој ден. Која е поентата на не одење во борба, така го сватив ова? Ајде, прво добар ден, ја не сум толку професионален активист. Не е ова не одење во борба, напротив, мојата борба никогаш не престанала. Ти фино знаеш дека тоа е некоја борба што уште баба ми од времето ја води во државава за женските права. Да. Значи, мојата иритација за овој статус беше токму мешањето на правата и правдата, можеби, кога збориме за шивачките, ние живееме во правна држава и имаме работнички права. Тоа не се права на жените, тоа се права на секој работник, па дури и на мажот. Значи, и во родниците и мажите се загрозени. Не се жените затоа што жени се загрозени, него затоа што некој директор државата му дозволува да ги загрозува работничките права на жените. Добро. Односно во случајот жените директорот е маж, се разбира. Не е битно, може да е жена. Многу често битно бидејќи не е жена. Во најголем број од текстилните фабрики менаџментот и високите позиции ги држат мажи. Има и една жена директор исто така во Меѓутоа пред се збориме овдека за работнички права, значи тие жени таму не се загрозени нивните права како жени, нивните права како работнички, на користење на годишен одмор, на користење на трудничко боловање. Значи не се тоа женски права, тоа се работнички права. И тука имаме инспекторат, имаме закон, имаме правда, која треба тие жени да ја добијат. Да, добро. Пред се, значи мене ме иритира мешањето на женските права и уште нешто што ме изиритира. Некогаш активизмот е само ради активизам. Превземаме статуси што ги унезудуваат нашите права кои веќе ги имаме. Thank you feminism for wearing pants. Значи свекрва ми со 87 години носи панталони и нема потреба на никого повеќе да се захвалува за тоа. Ајде да ја водиме борбата од тука од каде што сме. Ако
во Шведска секоја дивоградба се руши, сега малку од аспект на архитектура, они не се навраќаат назад да дискутираат што ќе прават со дивоградбите, затоа што во Македонија ние дискутираме. Не, они секоја дивоградба ја рушат безкомпромисно. А ние уште дискутираме дали дивоградбите треба да ги срушиме или не. Исто и со правата. Ако ние сме се избориле за да жените одат на работа, за да жените имаат трудничко, да довршам бидејќи тоа е вториот да не ми отиде мислата. Ако веќе тие права ние ги уживаме, ајде да почнеме од тука навака. Што се случува на судовите, каде што треба да се докаже силувањето, каде што треба значи, оние права каде што е тенка границата кои ги немаме, а не сега назад да се враќаме само ради активизам, ради ете да исполниме некоја квота активистичка. За мене тоа малку е бизнис на ја не сакам никога да навредам, меѓутоа кога ги гледам оние да научиме што е феминизам, па сега право на собственост. Па имаме ние право на собственост, немам ја што да дискутирам, имотот може да биде на мое име. И на секоја име, на секоја жена може да има имот на свое име. Не баш, не баш. Може да се... Но ајде Ирина, јас ќе ги читам после статистиките. Верувам дека една позиција на неинформираност, можеби па дури и привилегирана позиција не прави да бидеме слепи во однос на правата кои ние ги уживаме и да мислиме дека сите жени во светот или во Македонија ги уживаат. За Македонија. Може само да се докажам, да. Го спомнавме законот, ги спомнавме текстилните работнички. И како тие имаат само прекршени работнички права без да имаат прекршени права на жени. За женски права. Јас можам да кажам дека тоа е еден родово слеп пристап во гледање на проблематиката. Родово слеп затоа што ако се сеќавате кога се носеше законот за минимална плата, две индустрии беа исклучени од законот на минимална плата. Текстилната и кожарската. Индустрии во кои што доминираат жени работнички. Токму затоа постои еден тренд што се нарекува феминизација на сиромаштијата. Во светот жените се длабоко посиромашни отколку мажите изразено во проценти. Во Република Македонија за еднаква работна позиција мажите и жените земаат за 12% различна плата. Не се 12, Ирена. 11,9. Многу повеќе. Еве ги пресметките, јас кажам, многу државата, повеќе. Статистиките покажуваат дупло поголеми плати на мажите. Добро, јас зборам, да земеме најпозитивен. Ова е најновата студија која излезе вчера. Добро, да речеме се држиме од официјалните податоци. Официјалните податоци, кои што не се толку алармантни, а верувам дека во пракса еве ги имам бројките, да. 11,9% разлика во плата за еднакви работни позиции, да. Во исто време, да се зборува за работнички права, а да не се смета неплатениот женски труд како дел од труд, и исто така еден родово слеп или несензитивен пристап. Така што последното истражување на реактор, ако не се лажам, покажува дека домашните обврските во домот во 80% паѓаат на жените. Тоа значи дека една жена по завршувањето на работното време оди дома и ја чека второ работно место. Толку во однос на една работа. И конечно, апсолутно, борбата на феминистките допринесе до тоа да денес можеме да одиме во панталони. Историски факт. Историски факт. Значи, јас имам баба борец која... Феминистките пред вашата баба феминистка да и во секој случај. Сега збориме од тука од каде што сме. Ова што го зборувате за текстилните работнички и неносењето на законот на минимална плата и да кажеме, вие се бавите професионално со тоа, јас не. Јас го гледам како договор на власта со тој кластер да им удоволи за да им остане работната сила малку платена. Не го гледам како насока и непријателство кон жените. Им е гајле дал се мажи или жени. Мислите дека им е гајле? Ајде да видиме научните истражувања и статистиките што велат. Јас не се бавам професионално со тоа. Значи, јас го гледам од аспект на бизнис. Да, добро. Бизнисот е сега предмет на научно истражување, на научни студии. Работодавци, колку има? Жени 22,5%, мажи има 77,5%. Вработени за сопствена сметка 18,4%, мажи 81%. Неплатен семеен и така натаму. Сега, вработени според нето плата, над 40.000. Да речеме, тоа не е пристојна плата секако, но добро. 24% се жени, 75,7 се мажи. Значи не е ни дупло.
3 пати повеќе, за 40.000. За 20.000 повторно е тука веќе кон дупло оди 39,7, жени 60% мажи. Сега, втората поента, жените во Македонија може да бидат се што сакаат, вели Искра, не верувам дека некоја жена не успеала во тоа што сакала да го постигне само затоа што е жена. Ние тука немаме проблем со женски права. Ова е ставот на Искра. Не го, значи говориш од контекст кога не продолжува. Не, имаме проблем со насилници и простаци. Искра нас ни фали еманципација. Јаковска Михайловска поентата ја гледа, се фокусира на оние кои ја тепаат жената на насилството. Добро го сватив, така? Ние имаме проблем со насилници и простаци, се мисли на семејното насилство, така. Добро, и не само семејно. Не само семејно, било какво, некогаш и мажите се предмет на насилство, не значи дека тоа е привилегија на жената, ама денеска зборим... Никако не е привилегија да се биде жртва, ама од жртвите 75% се жени. Добро, сепак сме физички послаби, значи и веројатно некој што има прашање на физичка сила, прашање на тоа кој смее преку било каков начин да го контролира женското тело или женското однесување. Или било кого друг. Значи, вие зборите за родова еднаквост, за било кого друг, тогаш да бидеме еднакви према двата рода. Ако бројките кажуваат дека 75% од жртвите се жени, тогаш не сте еднакви ако велите сите се така. Значи, затоа викам контекстот на статусот. Исклучиво во мојата работа, бидејќи тоа, со тоа се бавам професионално, затоа инсистираме на родово на еден родов пристап кога ги гледаме работите. Ако не ги гледаме родовите специфики, тоа исто се случува во училиштата. Ние доста работиме во однос на родово базирано насилство во училиште. Кога влегуваме во училиштата, тие ни викаат, па знаете што ние имаме насилство во училиштата и ќе се бориме против насилството. Како? И ако не се разбере дека родово базираното насилство или насилството врз девојчињето, особено оние форми кои што се како психолошко, вербално, значи форми кои што не го афектираат директно телото, вие останувате слепи за огромен број на проблеми што се случуваат во една училишна средина. Значи, затоа не збориме секогаш за насилство. Сега, значи и булингот и навредите, Во продолжетокот на статусот, јас го кажувам, значи која ми е малку цинична преквалификација. Не може да ги занемарите присуството и популарноста на религијата во последните 10 години, кои мислам дека се по мене главните причинители на тоа осилување уствари, бидејќи религијата е таа што жените ги става во одредена подредена ситуација. Порано, кога не била религијата толку истакната, жените имале помалку вакви проблеми. Мислам дека кај нас богобојажливоста и непознавањето на религијата ги подпомага овие статуси на жените, сега вие поточно се изразувате од мене. Значи, местото на жената е во куќата. Тоа ни го врати повратокот на религијата, некако и тоа што и дозволивме да се меша во државата и во секојдневието толку многу, мислам дека малку го истакна тоа што порано не било така истакнато во однос на позицијата на жената. Затоа викам дека може би треба да ги наоѓаме и причините и да ги санкционираме за тие позиции како тоа се случи. Значи, одиме на слава и таткото држи 2-годишно дете во скут и му дава пиво да пие затоа што е машко и затоа што ете. И после збориме за алкохолизмот и несреќата кај децата, имаш у мојот статус коментар да речеме дека пијат од 15 години. Кај нас, мислам дека треба еманципација да се воведе и дека треба преку образованието да се влие на овие односи. Тоа го правеа феминистките и го прават. Зборот еманципација беше најупотребуван токму од феминистките. Така што нема што да се преквалификуваат, ниту пак сметам дека феминизмот некој смее да го квалификува или преквалификува. Феминизмот е едно многу широко движење и ние дури денеска не зборуваме за феминизм, збориме за феминизми. Како да ми ги враќате проблемите кои веќе се завршени, а не се бавиме со вистинските проблеми. Тоа е многу интересна логика. Всушност тоа не е точно и тоа не го покажува историјата, еве наша да земеме. Многу често ние мислиме дека кога ќе оствариме одредени права, битката е завршена. Меѓутоа, денеска во 2019 ние уште бараме нов закон за прекин на бременост,
Закон кој што сме го имале во време кога Македонија била дел од Југославија. Така. Што значи дека некои Тоа добиени баба ми битки го боксувала тој закон. Да, Тоа некои зборам, добиени битки секогаш Идејата одново е и што одново. ние ќе избоксуваме, Така. а не бабите што Така, избоксуваме. Религијата, така? враќањето на Религијата религијата во секако претходната е власт го донесе тоа. Секако е еден го многу потпомогна. голем проблем и затоа исто така Еден од феминистите факторите, зборат. но добро. Меѓутоа и властите, и системот, и институциите не би го свртила прстот исклучиво кон религијата. Религијата традиционално е непријател на жените. Има уште една работа што сакав да ја кажам, да не ја заборавам. Значи, кога се гледа низ статусите, жените се осудуваат дека бираат професии за да можат да ги завршат и домашните обврски. Зошто ги судиме тие жени? Зошто ги судиме домакинките ако е тоа нивни избор? Значи, они треба да често има... не е нивен избор. Не знаеме, како го знаеме? Имаме статистика и за тоа. Апсолутно, Да, постоја нормално, да вие рекате истражувања. зошто, да, вие прашувате зошто не ги бараме Ако јас ги причините, ама родам тоа го децата, прават. зошто некој да ме суди ако сакам да останам дома да ги изгледам кој во ве одреден? суди? Значи, низ коментарите се Ајде продолжува шовинистички тоа. коментари ако вас ве судат. Значи, секој има право на избор, да си ги изгледа децата, да си ја гледа Но куќата тоа и да многу балансира често со не е, работата. Така е. многу често не е избор. Ајде сега јас ова почнав да ги цитирам за како спротиставени ставови. Која жена што наумила да стане лекарка не станала затоа што е жена, или судија, Која? или адвокат, или учителка, или министерка, или председателка. Тие жени тоа го постигнале затоа што работеле на случајот, не затоа што некој им дал квота. Не сум чула дека некоја станала водоводџика, а верувам дека навежбала мускули и нашла предизвик во тоа Ако ќе навежбала станала. Да. Ирена Цвитковиќ вели: жалам што носам вести, успешноста на жените во едно општество е успешност на неколку привилегирани, што не е баш за славење. Тој празник, 8 март, и беше и треба да остане символ и поттик за борбата на непривилегираните, солидарност со неуспешните. И потоа има за бајката на среќните семејства и успешните жени, односно неуспешните. Оние кои што имаат таа привилегија да бидат ако сакаат судики, ако сакаат докторки, ако сакаат, па добро, министерки да сакаат не е баш лесно. Не знам колку ја знаете логиката внатре во политичките партии, да прашајте жена која што отворено ќе разговара со вас, која што е дел од политичка структура, од структура на политичка партија во Македонија. Воопшто не е лесно да се биде жена во политичка партија, во која и да е партија, дури во оние кои што се попрогресивни. Токму затоа ние имаме само 15% од министрите жени и само 7,4% од градоначалниците жени. Ова со процентите малку сте помислиле дека можеби жените не сакат да бидат истакнати политичари, дека можеби баш не сакаат да бидат. покажуваат, дека сакаат, затоа дека ве молам се да зборуваме со докази. Истражувањата покажуваат дека жените имаат еднаква амбиција како мажите, но дека некаде во процесот или на образование или на професионално напредување се губи таа амбиција. Јас работев на едно такво истражување во универзитетите во Република Македонија. Таму каде што во наставно-научниот кадар сме отприлика 50-50 со мажите, како одиме погоре кон одлучувачките функции од деканат, ректорат, така натаму, ние имаме осипување на жени. А при тоа, во однос на магистри и доктори на науки, жените предничат во процентите. Тоа ви кажува, но не затоа барам со напредуваат докази. во работа, Да. во позициите. И секако ги испитувавме причините. И тие се Добро. навистина различни. Ама една од клучните причини кои што ни ја кажува жените е неможењето да се направи баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот. За да напредувате во кариера, вас често се очекува од вас да патувате, да одите на семинари, конференции и слично. Голем дел од жените, дури оние кои што се на некој начин и привилегирани, дел од универзитетите, значи професорки, не се еднакво спремни како мажите да го остават детето дома И што има лошо во тоа? и да одат. Ја не гледам Заради ништо лошо во тоа, тоа. Во што? Тоа е нејзин избор. Значи, она не е спремна да го остави детето и си жртвува дел и си балансира помеѓу кариерата и тоа што и во двете име на работи тоа, ги сака исто. и во Ја име не на знам тоа што се има тука откажуваат Па? од напредување во кариерата. Како да? А како ако да? Ама зашто? Не, добро, Значи си го ајде. родила детево и си балансира помеѓу Но сака да кариера. напредува. Значи, ако сака ќе најде начин и ќе го остави. Значи тие што Каде ќе сакале. го остави? Добро, ајде сега. Па не, па и да прашувам каде. Значи да не навлегуваме сега во решенија лични. Не се тоа лични, јас ви кажувам дека голем дел од самохраните мајки, дел од една може колективот, имаат токму проблем со тоа. Не можат да ги запишат децата во градинки секогаш на време,
бидејќи се долги листите на чекање и заради тоа се надворат пазарот на труд. Тука ќе дојдеме до мојата струка, до проблематиката и урбанистичките планови. Не, туку до тоа до колку и на кој начин се градат. Да. И затоа не е само религијата, туку колку и властите се глуви доаѓаме до мојата струка дека деталните урбанистички планови ни го диктираат квалитетот на живот. Во односно на деталните урбанистички планови немаме доволен квалитет и капацитет. Но градинките не може да ги обслужат самохраните мајки, самохраните родители и навечер. Немаат многу често пари да си овозможат бебиситерки. Ајде околу синдикатот на новинарите, иако подоцна... Чекате малку. Значи, одлуката да го родам сама детето е моја. И тоа се знае што подразбира. Дури и таткото да го гледа детето самохрано, ќе ги има истите проблеми. Да. Значи, било да е маж, било да е жена, ќе ги има жал, истите проблеми. Многу во процентуално многу се процент. Апсолутно, меѓутоа тоа не е само затоа што е она жена, тоа е само затоа што решила сама да го одгледа детето. Не, затоа што се смета дека единствено мајката може да го гледа детето. Не е точно, тоа е нејзин избор. Па одете во центарот за социјални работи и гледате ги решенијата. Значи, природно е... бавам со тоа работа ми е. Не зборувам на памет. Одете во центарот, ама жената го раѓа детето. Видете ги значи, решенијата. може мажот да не го сака и она да реши сама да си го роди детето. Добро. И каде е проблемот нејзината одлука? Значи, она однапред знае што подразбира во име тоа. на тие жени, бидејќи точно знаете со што се соочуваат? Не, јас точно знам со што се соочуваат, бидејќи во Сдруженијето во центар што сме здравие пред профит, каде што имаме и председателка на советот, точно соработуваме со една може и точно ги знаеме нивните проблеми и точно се бориме да им не ги знаеме. Проблемите, бидејќи ова што го кажувате не соодветствува со тоа што тие жени го кажуваат. Значи тие жени точно знам каде, меѓутоа сега јас кога зборите за родова еднаквост, зборам дека многу е лошо да збориме во име на други жени, апсолутно, без да ги консултираме нив. Затоа и давам референции кога зборам за други жени и ве уверувам дека ова не е мое лично мислење. И не сакам да разговарам и да дебатирам на оваа тема со лични мислења, туку со факти и аргументи. Ја не кажувам мислење, само вие ги исклучувате мажите како можност да одгледаат сами дете и дека ако е маж дека ќе има други проблеми. Навивам за тоа, само што фактичката ситуација кажува дека жените се уште уште таква на жената, она го раѓа детето. Жена. Тоа не значи дека треба да го чува. Да го чува, мажите не се неспособни родители. Не се, значи апсолутно ете. Еднаква способност имаат и мажите и жените да одгледуваат. Значи јас подеднакво ги одгледував децата и со маж ми, меѓутоа не да не одиме во лични примери, затоа викам лични примери. За не во лични, да не одиме во лични примери, туку да одиме за фактичката состојба. Само да кажам, синдикатот на новинарите што вели кога говориме за менаџерските функции за работата. Од 12 телевизии кои ги анализирале, 8 се во сопственост на правни лица. 100% се сопственост на мажи. Една жена во телевизија учествува со сопственост во 10%. И потоа се од 3 управители жени само има, од 6 печатани медиуми само еден е во сопственост на жена и така натаму. Комерцијалните телевизии 53 мажи има уредници, 32 уреднички, а мнозинството доминантно се новинарки, не се новинари. Че тоа се вика, тој феномен се нарекува во теоријата стаклен покрив. Ја затоа викам, вие сега си зборите, например, во мојата струка во архитектурата, сите објекти од модерната, сите, 80% се од жени направени. Биле инженерки пар екселанс. Друштвото ги почитувало. Од почеток до крај без компромис им ги изграделе објектите. Во мојата струка, например, што е многу таа е ставена, тие примери се ставени како примери, да, еве прочитај ги. Да. Па ете уште еден доказ дека некои работи може да се сменат. Нешто кога во модерната жените биле признаени архитекти, видовме дека сега Скопје 2014. Па затоа викам кој е поводот што тие права сме ги изгубиле? Тоа е жива материја, тоа не е само во Македонија. Жените добиваат и губат права. Дозволивме да ни се случи тоа. Да, апсолутно. Дозволивме и жените во парламентот прекјутеа, вака сега што ги броиме вие у проценти, тие жени од двете партии прекјутеа законот која се носеше за абортус. Значи јас одев на протестите, правото што баба ми го пружила на мајка ми, мене некој ми го ускрати. А жените и од СДСМ и од ВМРО и сите жени таму прекјутеа во тој момент. Добро. И сега на крај
Значи денес е ден на самохрани мајки, слободни жени, на сиромашни жени кои ги чуваат децата на успешните, ги средуваат нивните домови, ги пеглаат кошулите за состаноци, трудот е непрепознаен и така натаму. И Искра има една паралела дека правата на македонските жени се многу поголеми отколку во Америка, историски гледано, ако судиме според примерот со архитектурата. Не само со архитектурата, право на глас жените на ниво на Југославија добиле пред многу европски земји тука што е. Да. Во многу работи жените беа многу еманципирани во време на социјализмот и во време на Југославија, отколку во некои денес многу развиени западни. Статистиките не покажувале дека жените биле менаџери, дека жените второто работно време не го посветувале. Вера Ќосева била не се исклучоци, значи она една од жените проектанти со 50 проектанти раководела во. Добро, и факта дека правото на глас во Југославија го добиваат жените пред жени во некои поразвиени Швајцарија на пример е 71 која вие знаете да одиме ние во Ајова што ќе биде таму револуција во однос на правата наши и нивни. Значи мене ме иритира што си ги зимаме графичките решенија глобални. Ние сме многу понапредни. Ние треба да бидеме лидери, а не они во женските права. Ние сме многу понапредни во женските права и треба да се држиме до тоа и да се бориме да ги задржиме и да земеме нови права. Си ги трошиме ресурсите со заблагодарување за носење панталони или со правото на поседување на имот. Јас се за секогаш ќе бидам благодарна на жените кои што пред мене се бореле за да уживам денес некои привилегии, како тоа да се образувам, да читам, да учам, да денеска зборувам со вас, па дури да носам панталони, така што тој мој почит кон тие жени нема никогаш и ќе се заблагодарувам ако треба секој 8 март, како што очекувам. Тоа е празникот да се сеќаваме на кој ги изборил правата, меѓутоа да се задолжиме и ние понатака, па дури и за послабите да се избориме за нивните права. Значи јас имав личен пример од семејството, пред 10 години, значи имав братучетка која беше жртва на семејно насилство, не постоја шелтер центри. Денеска исто во државата имаме само 37 легла за жртви на семејно насилство. Има 37, нула имаше тогаш. И вика ајде. Добро, на не е некој напредок да се има 37. Цел Полошки регион нема еден шелтер центар. Сакам да кажам многу сме ниско. Тука треба да почне нашата борба. Тука е почната борба. Ама еве и нешто се случува во тој дел. Мислам, од тука ресурсите на тоа сакам ние како жени треба меѓу од себе да се почитуваме, да си оддаваме почит. И да не се судиме за изборот. Да не се секако. Секако. Тоа особено бидејќи нема по патронизин позиција од тоа по машка позиција на некој начин. Па во таа смисла би ги спомнала и другите активистки од Македонија, особено мрежата против насилство врз жени, кој што проблемот со шелтерите со години назад го застапуваат и ќе го застапуваат. Значи да не збориме дека ние се од денес ќе почнеме, да уважиме борба која трае на наши соборки. Ама еве се случува, значи имаме напредок. Еве, вие професионално се бавите, јас сум имала случај, така сум го запознала да кажеме тоа и еве некаков има. Не може да се нарече напредок, но некакви чекори, да, не се гигантски, но добро. Ви благодарам што бевте гости на студија. Хвала.